Психоанализата представува посебна теорија и практика исклучително значајна за разбирање на душевните процеси на човекот. Со психоанализата може да се испитуваат длабинските слоеви на душата преку комуникација со движењата и изјавите на пациентите. Својата теорија Фројд ја гради врз три фактори: ид, его и суперего, или тоа, или нешто, јас и надјас. Основниот елемент на човечката природа според Фројд е сексуалниот нагон. Либидо, како природен нагон, доаѓа од идот. Егото представува центар на рационалната свесност, на постапки насочени кон јасни и јавни резултати. Суперегото представува израз на притисок однадвор, од општеството. Од него извираат моралните норми и другите барања кон личноста. Идот, егото и суперегото не делуваат хармонично и согласно врз човекот. Во животот егото е распнато меѓу притисоците од идот и суперегото, кои се разликуваат по своите барања. Улогата на егото е да најде баланс, да ги задоволи и двете страни. Кога барањата на идот и суперегото предизвикуваат голем судир, тие се отстрануваат, а содржината се потиснува во подсвесниот дел на психата. Подоцна, тие содржини во подсвеста со сублимација стануваат извор на творештво во разни области. Доколку ова не функционира, се јавува невроза, растројство. Личноста, според Фројд, ја достигнува зрелоста кога илузиите ќе ги замени со два принципа: реалноста и задоволството, како цели во животот.